Ке се зголемили породилното отсуство на 18 месеци од досегашните 9. Граѓанската иницијатива 450 породилно денеска официјално објави дека успеале да ги соберат 10.000 потписи за продолжување на постапката за измена на законот за породилно отсуство, истиот да се зголеми и идните мајки 18 месеци по породувањето да можат да остануваат со своите бебиња. Жените кои ги инициираа барањата велат дека до вчера, по затварањето на подрачните единици на ДИК, добиле податоци дека се собрани 10.100 потписи од граѓани низ цела држава, кои истите ги поддржуваат. Следниот чекор им е потписите да ги достават до собрание и во рок од 30 дена да се одлучи по иницијативата. Рокот тече од наредниот вторник. Засегнати со отсуството се и од бизнис секторот. Велат дека ги поддржуваат идните мајки за време траењето, но не може да прецизираат колку ќе биде возможно бизнисот да не биде засегнат од 18-месечното отсуство на работничката. По суштинските проблеми што ќе се јави со оваа мерка е сепак што ќе се случува со кадрите кои се релативно тешко се доаѓа до нив. Например, дефицитарните кадри од типот на лекари, технолози, инженери. Ние знаеме дека физички работник, дали е маж, дали е жена, без разлика да нема расна полова дискриминација, полесно се доаѓа до нив. Но што правиме со кадар кој тешко се доаѓа и е дефицитарен? Замислете сега приказната да треба 18 месеци да се замени со нов работник. Од Министерството за труд и социјална политика пак децидни мислењето на Министерството, но и според мислењето на работодавачите кои го искажаа своето мислење на јавна расправа, долго отсуство од работа може да ги дестимулира работодавачите да вработуваат работнички со семејни обврски и дополнително да ја влоши состојбата во вклучувањето на младите на пазарот на трудот, а од друга страна да придонесе кон губење на работните навики кај работничките кои што го користат отсуството.